кој ќе те праша некој како верифицира профил, можеш и да ја објасниш. Можам да ја објаснам процедурата. Прво и основа, не бев ни свесен колку е тоа важно во светот на инфлуенсерите и на социјалните корисници на социјални медиуми кај нас. Ја знам у Белград, извини, има агенција што наплаќа помеѓу 5.000 и 10.000 евра, што ќе помогне на некој од корисниците што сака да си верифицира профил. Тоа е чудно. Да. Мислам далеко од тоа не. Значи во принцип за да го добиете тој син беч, плав беч на Инстаграм и на Фејсбук, одвоени се процедурите, конкретно за Инстаграм ако зборуваме, треба да исполнувате неколку критериуми. Во принцип 3 се категории кои што може да аплицираат или да бараат син беч, односно верификација на акаунтот. Тоа е или да бидете public official, односно јавна функција да извршувате, или да бидете селебрити, некој познат артист, пеач, глумец, предприемач, бизнесмен, што и да е, или да имате бренд, или да бидете бренд кој што е прилично познат на пазарот, ама и тоа не е гаранција дека ќе имате verified или син беч на профилот. Јас мојот го добив заради работата која што извршувам. Процедурата беше прилично едноставна, се обраќате до Инстаграм контактите кои што ги имав и ги градев низ годините. Добив позитивен одговор, добив verified, не е некоја комплицирана процедура која станува збор за public official. Да. Меѓутоа тоа повлекува и друг тип на одговорност. Не е друг тип, туку повлекува одговорност. Впрочем, таа одговорност не е само кога имате синиот беч, односно ако е верификуваниот акаунт, туку сите ние имаме одговорност кои што користиме социјални медиуми, че мора да се внимава говорот на омраза, говорот на дискриминација, да ги почитувате правилата на Инстаграм, на Фејсбук, начинот на кој што се обраќате, говорите, содржината која што ја продуцирате и така натаму и така натаму. Така да во принцип повлекува и многу работи, од кој еднаш ќе добиете беджот, нормално дека можете да го изгубите ако се коси со правилата и политиките на Инстаграм или на Фејсбук. На Трамп Твитер профил му скина. Да. Без разлика која, ако користите несоодветен говор, не само беджот, тоа подразбира и кривична одговорност и друг тип на одговорност. Така да се што пишувате на социјални медиуми, треба поприлично добро размислите како и што артикулирате.